Унгарската опозиција продолжува жестоко да го критикува премиерот Виктор Орбан на последната собраниска седница, резервирана за пратенички прашања. Главна тема беше Никола Груевски и азилот кој го доби од Орбан. Опозицијата со сите расположиви средства го нападна унгарскиот премиер, велики дека срамно е што земјата му одобрила азил на Груевски, но Орбан застана во негова одбрана. Унгарскиот премиер воедно ги демантираше информациите дека во Будимпешта веќе се сретнал со бегалецот Груевски. Јас сум му благодарен на поранешниот македонски премиер за затворање на бегалската рута. Но Груевски е прогонуван на меѓународно ниво од Сорос. Македонија е место каде се случуваат политички игри, а во овие игри вмешано е и владењето на правото. Инаку, во овој момент немам време да дишам, а не пак да се сретнам со екс-премиерот Груевски. Истакнатиот политички аналитичар од Унгарија Петер Креко за EU Observer пишува дека Орбан свесно се оддалечува од Западот, па затоа го одобри азилот на Груевски, знаејќи какви реакции во Европската Унија ќе предизвика оваа одлука. Според Креко, оваа одлука може да се свати како додворување на важни играчи од Истокот, особено Русија. Орбан одеднаш го обвинува македонскиот судски систем за политизираност, што е посебно иронично, кога во последните 5 години Унгарија ниту еднаш не го критикувала македонското судство и не отфрлила ниту едно барање за екстрадиција од Македонија, околу 15 во последните години. Во меѓувреме, опозицијската демократска коалиција во Унгарија го повика Државниот завод за ревизија да спроведе водредна ревизија со која ќе се утврдат трошоците на Унгарија во помошта на Груевски да избега од Македонија. Според Золт Греци, портпарол на коалицијата, во бегството на поранешниот македонски премиер, осуден на 2-годишна затворска казна, вклучени се најмалку 4 унгарски дипломати и 2 возила со унгарски дипломатски таблички.